Другари, значи овака. Гледайте сега. Неви, да речеме, Binance е най-безбедна на цел свет и у Македонија. Най-безбедна берза. Зашо? Затоа што се милиарди врата таму. Ако Binance пропадне, уйде и крипто и се живо. Ке улеземе от таква криптозима, што не можеме ни да си сфантазираме. Значи, да речеме, креирате профил на Binance. Одобруват ви го фул профило. Може да ставате дебитна картичка. Ставате, имате проблем со банката. Окей. Отварате си на cex.io. Тука нема да држите, да речем, нели не е толку безбедна. Не ја знаеме шо е како е. Значи, ќе ја користите како база. Која е база? Поврзувате дебитната картичка, купувате си USDT, купувате си USDC или било кој друг токен, купувате си го, што ви треба да го префрлете на Binance, да го свапнете за тука што сакате да се купите. Че има некои луѓе префрлуваат, да речеме, Solana или Litecoin или Tron, сакат побрза трансакција, по-малку, мислам за Америка кажувам како е, не знам за Македонија точно, и по-ефтини трансакции, користат ги тие мрежи, тие луѓе што знаат што да прават, и тука си ги свапнуваат, разбирате ли, или го продава за USDC, после купи што му треба, затоа што имам проблем со Binance. Знам луѓе со VPN у различни држави што го прават тоа, у Америка е недозволно. Дури ме детектират и со VPN. Не можам да користам VPN. Автоматски одма систем месеч и ми кажуваат крај. Значи да не пробам. Што значи? За дебитната картичка да поврзете, главна база ви е cex.io. И ги си префрлувате мали суми. Не мора големи. Значи мали суми, префрлувате ги на Binance и тука си пазарувате. Значи вие кога ги више ви одобрен профило, вие можете да си користите Binance. Комплетно ви е одобрен профило, чувате си го пасвордо, се живо ви е запишено, се живо ви е документирано и од тука си праќате USDT и USDC, а си пазарувате на Binance. Разбирате ли? И тука си го трупате портфолиото. Исто. Не ви одобруват у тоа време. Ово ви го кажувам за побрзо, да речеме да не го спушите, да речеме bull market, имате некој идеја да купувате, да речеме, нешто што знаете дека ќе литне и најбрзо така. После тоа одете, решават се го проблема у банките. Ќе отворите у сите тие банки што ги напишаа у групата, ќе си отворите таму акаунти и многу е побитно, не е битно да бидете на банка која што не ви одобрува и ви прави проблеми нон-стоп у bull маркети или мало там некои проблеми со други купувале глупости, па е на цела Македонија забранили. Не. Значи, отварате си у повеќе банки си отварате акаунт, тие банки што работат, поврзувате си го, од како ги си поврзате дебитната картичка, престанувате да го користите cex.io. Ако речеме ве одобрат, нема никакви проблеми, користите си со дебитната картичка, тука си купувате. Па имате некој проблем, cex.io, купувате си USDC, USDT, префрлувате си го на Binance и си пазарувате што ви треба. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, Polkadot, што е да ви треба, си купувате. Значи тоа е целата финта. Исто и Uphold не е лошо да си ја имате, ако во одобрат, работи у Македонија, у Америка со години користат, не е никој имал проблеми. KuCoin исто, значи ако ги нема на Binance тие, додуша на Binance има се живо, ама ако ги нема да речеме, еве Star Atlas ја нема на Binance, така ли? Нема ја, тај дечкото што беше напишал тоа Web3, нема ја. На Binance на берзата да се купи треба. Значи, Uphold ја има Star Atlas. Значи, шо правите? Од cex.io префрлувате Solana, ова USDC или USDT Tether, не се кеа му шо се продаваше Star Atlas, и си купувате луѓе Star Atlas на Uphold. Или од cex.io си префрлувате Solana на Solflare или на Phantom Wallet и си купувате тамука Star Atlas. Значи, базата е оваа. Тука си купувате Solana, префрлувате на најлесно на Phantom, таму свапнувате и си купувате Star Atlas, да речеме. Треба ви USDC да купите Bitcoin, треба ви да купите Bitcoin на Binance, сакате да го држите, купувате си USDC, USDT и си купувате, пазарувате си тука. Че оваа берза не држете големи количини на токени на коини, затоа што берзата ја немам информации колку е безбедна.
Сите работи си ги држите на Binance. Точно дека на една берза не треба да се држи се живо, али Bull Market е окей. Bull Market и без тоа треба сега да се продава, Binance е безбедна. Не трчете да се лупате парите сега на Bull Market, трчете да купувате различни волети. До сега имам 50 луѓе што се заглавили во последните 3-4 месеци што се заглавили со тие волети. Значи купувате волети, не знаете да ги користите, не ви се гледат видеа, немам време, јас не ги користам волетите, не може да ви ги објаснувам. Славчо исто има многу работа до сега во права, таму неколку луѓе што се заглавили сериозни пари. Значи не може на секој да му помогне, че не користете нешто луѓе што не го разбирате. Binance, брат, вие сте почетници, трчате да купувате волети. Какви волети, бе, луѓе? Користете ја Binance, вие сте почетници, вие не сте на такви суми од милионски суми за вие да користите волет и да излезете од берзата. Значи тука има осигурање, ќе ви ги даде тие там пари што сте ги уложили. Значи користете ја Binance, до сега немат проблеми. И да имат проблеми, имат доволен буџет, милиарди и милиарди резерви да се раздужат. Значи у Bull Market држете, тргнете се од тие тамука волети од глупости, да брзате да имаше еден брзал да продаде, не знам кој коин беше, литнал многу, брзе да продаде, место на Binance, кој знае тамо дека го конектирал. Или на друг имаше пратили му мејл, не се разбира дека тоа е од Ledger лажен мејл, логира се и соберат му там 2-3 евро или колку му беа собрале. Значи луѓе, нешто што не знаете не користете. Значи пред 7 години сам ме проценил дека ќе ја укашкате со волетите и видете ми ги канало, нема такви работи, брат. Кажувал сум, например, кои се интересни, кои највеќе ги користи, ама сум кажал, седете на Binance. У Америка сум кажал, седете на Gemini, на KuCoin, на Coinbase и никош се немале проблеми луѓето. Че луѓе 11 години и 7 у последните 7 години ја правам таа аналитика. И испаднав управо. Ниту Binance е хакирана, ниту Gemini е хакирана, ниту KuCoin, ниту Coinbase. Значи 11 години сум на берзите. Немам волети. Имам добиено Ledger како награда и него не користам. Мој пријател имаше Trezor, заглави го, друг имаше Ledger, заглави го, трет, дека ги знам таму, не ги ни помнам, слаб сум со меморија да помнам имиња на волети. Секој е нешто заглавил и ја утепал работа. Значи луѓе, имате берза, користете берзата. Тоа е. Престанете да користите нешто, волети, што не ги разбирате и заглавувате, не знаете да ги поврзувате, не знаете да работите на нив, ни па имате желба да научите. Че луѓе, не може ви упорака да ми пишете како да го користам волето. Че вие на YouTube, ако не знаете да најдете на еден обичен YouTube луѓе, да најдете како да користиме Ledger, како да користиме Trezor, која е логиката да ми пратите на мене? Што не е на македонски таа? Која е логиката да ми пратите на мене за ја упораки да ви кажувам како? Или не дај Боже на некој друг да му праќате. Не било проблем, ќе ми пратиле они seed phrase, mid phrase, да само покажал, да сме се виделе на во. Ало бе, луѓе, колку и да ми верувате, не може, брат, да ми пишувате дека сте ми даделе пасворди, seed phrase, чуда и да сам ви покажал како работи. Ало, сам ако не се научиш да работиш, уопште него не го надувај. Минимум вие треба да видите 2 Bull Market за да сванете, брат, како се користат тие работи. Да гледате стотици видеа за да научите како да ги користите. Има луѓе што се со години, па пас грешат нешто поврзат. Еве имаше, гледате ли, Phantom Wallet го беа поврзале со која беше таму берза и беа исчуреле. Значи луѓе, престанете да користите работи што не ги разбират. Многу едноставно. Користите си Binance. Купи, ако сакате да трейдате, да знаете, трейдате, пробате на мала сума, пробајте од таа берза да префрлете на другата мала сума, од тука да префрлете на Uphold, од Binance да префрлете на KuCoin, за там да купите нешто ситно, некои коини што ги нема на Binance, некои што ги нема на Uphold. Што е толку комплицирано? Не знам за како успеете да дојдете до пари, да трчите, да купите работи, да креирате толку берзи, да забравите пасворди, комплетно се збркате и па се врнеме у пораки. Че луѓе, YouTube канал имам, пишете таму на тај, никој не ве знае кој сте со име и презиме. Сменете си го. Шарлатановски ставете или дигитално. Замисли си дигитално неписмен. Тоа ќе е многу јак никнейм. Дигитално неписмен и поставаш прашање, брат. Изглупирав се, купив, не ти гледав видеото, изглупирав се, купив волет, што да правам? И ја ќе ви напишем одоздоле, братче,
Со среќа. Забегав. Другари, имам плюс, гледам тука берзата ја пратам и гледам на брзина да направам видео. Значи, тромозите ме луѓе, денеска, дечкото пиша, Кларкли, како беше, пиша, а он пиша, уши 20-30 луѓе упораки. За да не ве гледат тамука у коментари, ајде уште 20-30. И дури му пишувате да купува, ќе забравив тоа. Дури му пишувате да купувал од да иде од криптоминувачница да купил, па да ги префрлил, па ке крил нешто там, не, луѓе се знае тоа. И има криптоминувачници у Македонија кои што Binance не ги прифаќа парите. Значи кидете Binance од таа адреса не ги прифаќа парите да ги префрлите на Binance. Џаби ќе одете. Имаше и такви проблеми. Друго, такви што пишувате ви ги избришав коментарите. Брат, најди некој да ти купи USDC, USDT и ќе ти го прати. И там имаше проблеми. Пратил му, не му ги пратил, кав ги ово. Луѓе, сами ќе си го средете проблемот со која дебитна каричка работе, ќе се помачите, ќе најдете групата Бојан и Славчо се пишале, што се користиле, ќе најдете и други се пишале, ама најчесто читајте Бојан и Славчо што се напишале, кои дебитни карички работат, кои банки, ќе си ги поврзете, ќе си оправите и ќе си ја користите Binance. Се додека не го правите тоа, не трчете да си изгубите парите, да купувате USDC, USDT од Рајко, од Петко, па он ќе ви ги префрлил, па не ви ги префрлил, па у Telegram група ќе се најделе, па у Discord ќе се не. Јас пред 7 години кажав, мене ме правија ненормален луѓе од финки. Најчесто со нив се карав. Зашо луѓето да не користиле Telegram и Discord? До сега има 1000 луѓе хакирани. До сега има 1000 луѓе што се користиле такви тамо некакви си замисли на Twitter, ја па на Twitter, што зборам, може се изглупирав да сгрешив, мислев на WhatsApp и на WhatsApp, на Viber и на Discord. Не знам што кажав претходно. Значи на WhatsApp, на Viber и на Discord у групи праќале тамо на волети пари, па овие ќе ги пратиле USDC, па USDT, па повише ќе ги пратиле, па сите пари ги испокрадеа. Луѓе, па имаше такви на Discord, админот му напишал од тај волет, од овај. Че луѓе, никој нема да ви напише ниту на Discord, ниту на WhatsApp, ниту на Viber. Никакви админи, какви газди на Binance, какви менеджери ќе ви пишат луѓе за да ве оправат вас. Има си customer support, аплицира се, праќа се на customer support, треба да знаете како да контактирате customer support и праќате на customer support луѓе и кажи го support center, support center, праќате таму, они ќе ве оправат. Ниту давате seed phrase, ниту давате пасворди, ниту ништо. Че луѓе, чудите се како си ги изгубите парите. И после кога ќе речем дигитално неписмени, сите ми се лутат. А замисли, они не знаат реалната приказка. Че замисли на Бојан колку луѓе му пишуват се заглавиле. На Славчо колку луѓе му пишуват дека се заглавиле. На мене го помножете тоа со 100. Ми пишуват дека заглавиле. Ти вие тоа што не го гледате у групата, не значи братче дека нема дигитално неписмени. Луѓе секој ден има некој се изглупирал нешто. А пази колку едноставно. Луѓе, ти му викај брат научи, Бојан има и Славчо има како да го користат Binance. Што е толку комплицирано, брат? Че ние се вртеме 11 години, па 7 години на истиот мобет. Ние не може да мрднеме од друг мобет, истиот мобет го правиме, брат. И 7 години, 11 стариот канал и че знал. 7 години го правиме истиот мобет. Ти викај луѓе користете само Binance, они ти прашуват ама овај волет сигурен ли? Онај волет сигурен ли? Ти му викаш Bitcoin, Ethereum, Cardano, 30 со 30 со 30%, 10% ти си го бирај ризико. Он ми вика, ама ти што мислиш? Ќе купам 30%, а тај 10% што ќе купам ризичниот, добар ли е? Брат, стварно не знам. Значи, имаш $100, 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano, 10% сите тие шиткоини, глупости што ме прашувате, што не ги знам имињата, едноставно вие си го ставате тај 10%. Чи ризикувајте си, ги изгубете ги тие 10%, биткоин, Ethereum и Cardano треба да ви извадат. Дали на овај bull market, дали ќе купувате сега да речем по 30%, па дури на наредниот bull market, значи знаете луѓе, измеѓу 4 и 6 години има таков гап. Не ставајте пари што ви требат.
Не ставајте големи суми у нешто што не го разбирате. Не купувајте биткоин, етериум и кардано ако вие не знаете колку му е all time high, ако не знаете кога се продава, ако не знаете кои канали да ги пратите. 10 луѓе денеска им пишаа истите работи кои што ја ги имам и замисли видеото. И после ја викам дигитално неписмени и они ми се лутат, така ли? Че ја треба да седам на истите да ги пишувам. Че јас сам купил денеска за $10,000 кардано, еден коментар имам да ме праша дали да купил кардано и уште 30 луѓе ми пишаа пораки, брат да купиме ли кардано, гледаме објавил си да си купил. А пази ја под наслов сам напишал огромен од тоа групата. Дорови луѓе на толку ли брат сте неписмени, толку ли ве стра брат да прочитате, да разберете и да одлучите дали да купите или да не купите, та мора мен да ме прашате, брат. Че јас сум небитен фактор, јас сум ово улезел, значи на време, некои што викат ај на среќа сум улезел, некои викат случајно сум се најдел туку у овај свет, и вие мене ме прашувате. Не бе другари, јас тоа што сум го дознал, се трудам да го пренесам и гледајте вие сами. Гледате, ја не правам више клик лайк видеа. Тука да натиснеш, тука да натиснеш. Еве, презентираме ја берзата, сами треба да откриете кога си направите профил, сами треба да откриете што е support центар, сами треба да откриете како да купувате, да продавате, сами треба да откриете кога да трейдате, сами треба да откриете како да депозирате и како да ги повлечете на банка. Ја ако седам бейбиситер да ви бидам, ќе треба да бидам бейбиситер и како да продадете, кога да продадете и се. Тоа другар филм нема да го гледате. Нема да го гледате. Имате си берзи таму, гледаш, наплаќат ви, прават ви филмови, одете там да ви земат парите и тие да го имат одговорност. Мојот канал е бесплатен, немам јас време. Ако седнам ја да наплаќам, моето време е многу пари вреде да седнам ја на секој да му натиснам, затоа што пробал сум без пари на луѓе да кажам, тие луѓе ја укашкат. Само што го правиш, што да купе, како да купе, која берза, он утредента купил, сменил за некој шиткоин, изгубил парите, па после ми кукал пораки, не другари. Последен допред Горан видеото со доктор Горан што го направив, се беше окей. Тоа видео како го направив там 30.000 го беа гледале, кажав на секој ќе се јавам, на секој ќе одговорам, од тога и почнаа проблемите. Че некултурни луѓе звонат ми, не разбират дека јас сум се у Сиетл, например е 2 сата и 40 минути. 3 после полноќ луѓе сме тука. Че јас сум 9 сата разлика од вас. 9 сата сум разлика од вас. 9 сата назад од вас. Разбирате ли? И они браче ми звоне директно на телефон. Ама ти речекај, доктор Горан, може да се јавуваме. Хало човече, ти гледаш дека сум ја, ниту те знам, ниту те познавам, па пиши прво порака, па што е, како е, не привам повици, кажав. Значи е те некој кој ги заглавил, примав. Чи не знам, джаве филозофирам, вртаме се у круг. Еве ви, кој сваре. Кој не, братче, тапкајте уместо и тоа е. Пишувајте си коментари, зафркавајте се, пробајте, голема работа ако ме блокира мобетите. Да знаете, сегде у секој кафич, у секој град, у секој село имам луѓе, со повишето луѓе што например ќе пише коментари, вика, гајле ме брате, ќе му пишем коментар, ќе му пишем порака, има го видеото, ама нема шанс да го гледам 30 минути на сат, ќе му пишем, ако одговора, ако не, па и нека ме блокира. Тие се мобетите луѓе. Тие се мобетите, брач. Кај 50% од пораките што ми ги праќате, мобетите се, ја ќе му пишем, ако види видео, ако одговора, да ми одговора он на мене полесно у пораката, а ако не, братче, кој го еве, видеото нема да му го гледам. Нема така да биде, братче. Ќе го гледате видеото. За вас. Ако сакате да научите, ако сакате на време да улезете у берзите, додека не е се живо политало, па до душа тоа има и да полита, и да падне, и да следен бер маркет, можете, братче, купиште од пари. Финтата е да научите кои берзи се безбедни, да научите банки како да поврзете, да научите да депозирате, да научите од една друга берза да префрлувате за да најдете кои што ги нема на првичната берза, да научите кои се безбедни берзи, да научите сите берзи да ги онадувате, да ги користите, да научите кои YouTube канали да ги пратите, да научите дека не треба на никој да му верувате на интернет кој што продава, треба да научите дека не сте спремни за Discord, не сте спремни за WhatsApp, не сте спремни за Viper, не сте спремни за тие групи што ве лажат. Денеска имав исто 12 или 13 пораки за ботови ки правиле од Ethereum пари чуда. Такви глупости не постојат, бот што ќе ви прави пари, не постои човек што ќе ви даде брокер бил на крипто, какви глупости нема да измислат. Не постои човек што ќе му дадете пари и он ќе ви направи многу профити,
Значи вие нему ни требате, он ако знае какво да направи профит, он ќе седне ќе направи профит. Ќе вземе кредит од банка на заем, ќе направи. Значи престанете да си ги давате парите за глупости. Никој, значи такви што тражите како полесно да купите крипто, вие ги губите парите. И после, ама боле ме мене оноа, изгубил сам ово. Да, болете ово оноа пред другарите, ама упораки ми плачете и ми кукате. Имаш деца, земал кредит, земал од лихвари, значи брат, ја не сум дрвен адвокат да сеам сега да ви ги оправам животите што вашите грешки. Имате YouTube видео, ако гледате, гледате. Има и Славчо Алал да му е, има и каже го и Бојан. Значи, и сакате кај други македонци да гледате, одете, бујрум. Секој канал треба да се гледа. Без разлика ние што се караме со, да речеме, други македонски канали или групи. Секоја информација е битна да разгледате, да ја анализирате и да си донесете ваша лична одлука. Сите треба да ги гледате. Ја ја гледам сите. И македонски, и странски, и секакви. Дури сум гледал кој се ќе првични видеа на шпански, брат, што се трудев да дешифрирам за некои игри, што сум ги гледал што ме профит. На шпански луѓе. На шпански сум гледал видеа, чисто коментари сум пишувал доле. Еве најчесто еден дечко дека беше треба да го најдам, беше ми пишал многу јак коментар, го е најдел. Чекай само, де брат, Америка, брат, 140 и колку, $8 плаќам интернет, брат. Фали и видеото да не се снимала. Денеска еве на двајца луѓе пратив, пишаа ми порака, пратив и видео, дека ја немам појма со кој разговарам. Пратив и видео дека не можам да го отворам профило на Facebook, да видам од Messenger, да идам view profile, не можев да отворам, да видам кој ми праќа пораки. Че бев блокиран. И уште сум, за некој можам, за некој не можам. Гледај, брачи. Да видите сведоци, гледајте го интернето у Америка. Гледај рефреш. Човече, гледај за глави. Господа чуј да бране, брат. Тоа е Америка. This site cannot be reached. Дај не ме зезе. Дај не ме зезе. Чекај другара да го најдам пред изгасам, беше многу добар коментар. Ево па го најди сега, брат. Гледај луѓе, пак ќе ми надмине видеото 30 минути. Не можем да го најдам другари, еве има проблем. Сакав, дечкото беше најдел за Стар Атлас што имам коментирано пред 8 месеци. Значи имав за мисија, значи на различни сајтови дека рекламират, дека зборат за Стар Атлас, пишував дека стигне големи суми за да ги натерам играчите да истражуваат, тие странците, нели, големите китови да истражуваат. Ама тогај 2024 не може да достигне голема сума Стар Атлас затоа што FTX, нели, банкротира и продаде повеќе од 60 милиони. Ама ќе преживеаме го тај голема продажба и затоа викам 30% биткоин, 30% Cardano, 30% Ethereum. Не може да отворе и 10% кажи го 10%, тева ја дечкото го отвори. Да, брат, не ме заебава, брат. Кешки да не го натиснев. Сега не знам на кој... Ја мислев на моје видео е коментирал, он фактички беше коментирал на видео пред 8 месеци, што сум коментирал на еден тамо што ги пумпаше тоа. И го напишав тоа, ама FTX банкротира и мора да ги продава тие 60 милиони. Иначе, ако се чува тие 60 милиони у Стар Атлас сега со сигурност ќе минеше над $1. Над може и $2 ќе беше. Значи таму се продаја не само 60 милиони, дури и од други берзи се продава, од Sexio, од други берзи што ги имаше, се продава од Uphold у паника, чим Sexio, чим кажи го, чим FTX беа банкротирале и продават, значи и другите у паника продава и му направија многу голема штета на Стар Атлас, ама ја верувам Стар Атлас. Не е финански совет, ама верувам. Тоа е другари, поздрав.